Мојата драга колешка Билјана Дебарлиева е веќе тука со нас, заедно со нашата денешна гостинка. Токму тие две ќе се погрижат за вашето здравје, почитувани гледачи, ќе одговорат на ваши прашања и ќе разрешат некои дилеми, а за која тема Биле ќе каже во продолжение. Биле, добар ден официјално и повелете. Добар ден, Милена, ти благодарам и добар ден до нашите почитувани гледачи. Да, убаво го кажа сето ова на самиот почеток, а ја само накратко ќе ги запознам уште еднаш со темата за која што ние денеска ќе зборуваме со докторката што ни доаѓа на визита, иако веќе гледачите добро знаат од онаа најава во рамките на утринската програма, хроничната обструктивна белодробна болест, која е често хронично заболување, на трето место по смртност и инвалидитет во светски рамки, но загрижува и фактот што голем дел од пациентите не се диагностицирани и не се свесни дека имаат хронична обструктивна белодробна болест или ХОБ, како што скратено се нарекува, и токму затоа заедно сите треба да поработиме малку повеќе на превенцијата, на раното откривање, за да ги заштитиме белите дробови од натамошните компликации, но и останатите органи во нашето тело. Токму за оваа тема ве очекуваме веднаш по краткиот джингл, почитувани гледачи, за да поставите и прашања и за да се консултирате со докторката. Доктор Камелија Бушлетич, пулмоалерголог од клиничката болница Аџибадем Систина, ни е денеска на визита. Заеднички ќе го искористиме нејзиното присуство за да слушнеме повеќе за ова заболување, но и за да побараме совети, консултација и препорака од неа. Се разбира. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Да. Доктор Камелија, повторно се навраќаме на оваа тема, затоа што како заболување е често и вреди повторно да се спомене, и на тој начин можеби ќе дадеме еден мал дел во онаа превенција и рано откривање за да се препознаат симптомите, па и луѓе кои што не знаат дека можеби го имаат овој проблем, порано да побараат лекарска помош. Што е ХОБ? Треба да кажам дека уште многу долго време ќе се навраќаме на оваа болест, затоа што во моментот не постои лек со кој што може да се промени природниот тек на самата болест. Значи, се што даваме од медикаментозниот третман е всушност за купирање на симптомите. Во основа е заболување кое што ги напаѓа и дишните патишта и белодробното ткиво. Дишните патишта, малите дишни патишта пред се во смисла на едно воспаление, кое со тек на време доведува до нивно уште поголемо стеснување и на жалост до овој момент тоа стеснување е дефинитивно. Значи кога ќе се јави, веќе назад нема, и тоа се манифестира со така наречен бронхитис, кој што ние го викаме хроничен бронхитис, а додека промените на белите дробови е разрушување на нормалната структура на белите дробови, кои што личат како гроздови, значи во кое што секое зрно од гроздот представува всушност алвеола или една дишна врекичка. Напаѓањето на белодробното ткиво доведува до уништување на делови од овие воздушни меурчиња и изгледа белиот дроб како швајцарско сирење, значи со дупки кои што со тек на време се повеќе се спојуваат и како краен резултат се јавува зголемена воздушност на белите дробови, а ние тоа го викаме емфизем. Така, зошто е опасна оваа болест? Па опасна е затоа што кога еднаш ќе се јави, продолжува да прогредира заболувањето, оштетувањето продолжува понатаму, ако не се преземат некои сериозни мерки, и опасно е друга страна, затоа што до овој момент, иако има некои новости и тука, се уште белите дробови не се орган кој што може да се регенерираат, што значи до овој момент се промените дефинитивни. Се тоа е многу битно да знаеме како ќе се манифестира. Да. Со тоа што морам да напоменам дека иако е исто заболување, клиничката манифестација на болеста кај различни пациенти е различна. Но во основа три симптоми се зема, тоа е кашлица, искашлување на шлаем и отежнато дишање. Кога ќе кажеме кашлица, овдека се мисли за да се каже дека е тоа во склоп на еден хроничен бронхит, пациентот треба да кашла 3 месеци во еден континуитет, најмалку 2 години последователни. Така да една кашлица од, 20 на дена или месец дена не се смета за хроничен бронхит. А од друга страна, често пати пациентите ми доаѓаат исплашени, ми рекоа дека имам бронхит. Бронхитот кога не е хроничен, значи воспаление на дишните патишта.
и не е некоја диагноза која што е нели толку драматична, за разлика од хроничниот бронхит, кој што веќе представува еден црвен картон за едно сериозно понатамошно заболување. Немање на здив, потешкоти во дишењето. Така, тоа е некое еден од свирење во факторите. градите, така, да, има кога и... имате стеснување на дишните патишта, чим воздухот кој го издишувате ударе на препрека, излегува тоа свиркање во градите, што пациентите знаат да го кажат, имам цел оркестар во градите. И сите овие симптоми, поготово кашлицата, одат подмукло. Пациентот, пошто тоа му станува дел од секојдневието, многу долго време и не е свесен дека фактички кашлицата е дел од неговото секојдневие. Гушењето секој си го оправдува како е дел од замор, дел од намалена физичка активност, која што е, па добро, и годините ми се, па не можам да очекувам да се качувам како некој што е помлад од 10. И сето тоа полека прогредира до оној момент кога се фаќаат пациентите дека и основните активности кои што ги правеле до пред година дена веќе не можат да ги извршуваат. Или кога имаат веќе потешкотиите многу поинтензивни. Или кога ќе дојдат во еден момент кога ради значи некоја настинка, некое друго заболување, значи во смисла на бактериска некоја инфекција, овие симптоми не станат толку изразени да ги фаќа една огромна паника и тогаш всушност се јавуваат до кај нас. Така, кој најчесто заболува од ХОП? Возраста има ли тука значење, дали помладите, повозрастните? Така, најчесто... И како ризик фактори, всушност, тука би ги споменали кои придонесуваат? Значи, најчесто се пушачи. Значи, повторно, јас може сум и досадна секој излегување, за тоа пушење зборувам, но е нешто што многу сериозно треба да се свати. 80 до 90% е кај пушачи. Значи, ризик фактор е пушењето. Колку ви е подолг пушечкиот стаж и бројот на испушени цигари, толку е поголема можноста да добиете хронична обструктивна белодробна болест. А оние 10 до 20% се генетските фактори. Тука спаѓаат користењето на течните горива во домаќинството, исто така аерозагадувањето и последните студии големо внимание обраќаат и дека начинот на исхрана почнува и како да влие во тоа дали еден човек би добил во текот на животот една хронична обструктивна белодробна болест. Возраста е значи од 60 години и понатаму, но веќе и тука имаме промени. Заради тоа што пушењето на марихуана доведува да значи имаме и млади пациенти со хронична обструктивна белодробна болест, зашто на пример многу малце се зборува кај нас поготово во јавноста. Пушењето на марихуана е многу строко поопасно како штетувач на белите дробови дури од самата цигара. И затоа овие промени се јавуваат и кај луѓе кои што се и по 25 години и по 30 години. И уште една група на пациенти, тие се помала група од 5-6%, каде што ги имаме како млади пациенти, некои дури и рано во детството, кои што имаат еден вроден наследен недостаток на така наречениот алфа-1 антитрипсин. Тоа е една субстанца која што спречува да ензимот протеаза, кој што се создава во нашиот организам кај секого, го стопира неговото дејство. А дејството на тој ензим доведува до разрушување на нормалната архитектоника на белите дробови. Така, добро. Пушењето како главен и основен ризик фактор, ама и сите овие дополнителните останатите кои што ги споменавте, си го имаат своето влијание или значење во... Зошто се овие други фактори битни? Битни се заради тоа што па и не секој што пуши добива хронична обструктивна белодробна болест. Затоа и со пушачи кога разговарате, одма добиваме контрааргумент да си најдат така. И дедото и прадедото и не знам кои пушат и немаат ХОП, зошто јас. Има големо значење, тоа е точно дека 20% од пушачите се со ХОП. Тука се улогата на овие дополнителни фактори, гените, начин на живот, исхрана и загадувања. Гените се многу битни. Еден податок е вака да дадеме интересен за гледачите. Долго време не беше јасно на
да кажам, на нас лекарите, зашто во скандинавските земји има толку од овие во рана дечја возраст или во помлада генерација појава на емфизем, и значи како дел од хроничната обструктивна болест, и последнава година е објавено дека причина се викинзите. Значи во Скандинавија нели земја на викинзите, еден народ кој што нели е со многу интересна недоразјаснета вака историја, е тоа што во време на викинзите, значи они многу страдале од заболувања од различни глисти и црвчиња кои што им била храната контаминирана со нив, и они правеле кај викинзите страшни проблеми по различни органи. Со тек на време, организмот, за да се заштити, правил измена точно на овој алфа-1 антитрепсин, и тој се врзувал со едно антитело, и генетски, со тек на времето, генот одговорен за синтеза на овој алфа-1 антитрепсин се изменил и создал несоодветна, значи изменета таква субстанца, која што останала во гените до ден денеска кај скандинавските народи и создала една предиспонираност кај нив да се јавува хроничната обструктивна белодробна болест во помладата возраст. Што значи, зошто ова сакам да го потенцирам, дека она што ние по моментот го правиме, може би не на првата наша генерација или втората, но секако може би некој ќе седи утре на ова место и ќе зборува што ние сме им оставиле како наследство на нашите деца, внуци и правнуци. Така, да. Да ги слушнеме и прашањата на гледачите и да им дадеме совет и препорака. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Поздрав до водителката, поздрав до докторката. Ви благодарам. Јас прво да кажам како почнав да осеќам некоја болка и бодежи така во градите. Само болка и бодежи. Одев на тематичниот, ќе ме преслуша, немаш ништо. И пред еден месец му побарав да снимам плуќа. И на снимката, од снимката вака пишува. РТГ на бели дробои, па појачани, груби, хитусни пенки со нагиаени, Добро, продолжете. Перибронхитични промени, обострано базално пербронхитис, баз, бикватерали. Високо подигната десна диафрагмална купола. И со резултатот отидов тематичниот, не ми даде ништо за пиење. Сега имам ја така само тапа болка. Тие бодежи ги немам веќе. Значи, при дишење, нормално си дишам, ама не можам при движење вака, не можам да се исправам, не можам да се наведнам. Тогаш имам болка тука во градите. Сега моментално испод гркова на таа коцка што ми е градна, осеќам тапа болка. Што би можеле и треба да направите како препорака и совет? Да, ве слушнавме убаво, сега ќе го слушнете и советот од доктор Камелија. Белите дробови не болат. Значи, хоп не е болест која оди со болка. Боли само ако плушната марамица е зафатена од некој процес, дали воспалителен или неопластичен процес, така да ова гледачката што го кажува не е врзано со хроничната обструктивна белодробна болест, затоа што болката не е типична за таа болест. И ако ви кажав, значи и самата болест има различни клинички манифестации кај различни пациенти. Кога се работи за болка, значи пошто спомна нешто пациентката и при движење дека има болка и се, онда прво што се помислува е да се провери кишмет. Тој торакален дел на кишмета, затоа што тие болки кои што се при движење, прво што помислуваме дека треба да се види кишмета, разни сколиози и други деформитети, кои што би можеле, или остеопороза, ако се работи за повозрасен пациент, прво на тоа да се обрати внимание, па после се оди испитување на срце, пошто тоа може да боли нели и желудник, позади градна куска. Тоа е посебно една интересна област, но белите дробови како такви не болат. Не треба и да оставиме или да се насочиме само на еден орган, треба повеќе работи да испитаме, така? Да, значи кога зборуваме за хроничната обструктивна белодробна болест, тоа е едно
системско заболување. И денеска ќе требаше овдека да го наполниме студиото, пошто бидејќи сите интернистички гранки се наоѓаат во третманот на хроничната обструктивна белодробна болест. Значи не ги зафаќа само белите дробови, како што и името на болеста и не асоцира и помислуваме на тоа. Да, значи плуќата може би доминантна, но нема орган кој што не страда. Затоа што во основа се работи за заболување кој што прави системско воспаление. Значи нема орган кој што не страда, затоа што се знае дека оние маркери на воспаление кои што се ослободуваат при хроничната обструктивна белодробна болест се истите кои што ги имате и при артериосклероза. Така да нема пациент, може би во прва почетна фаза на болеста, кој што е само белодробен, со тек на време тоа пропаѓа и срцето и многу често јас им објаснувам на пациентите дека тоа се брат и сестра, ако едниот не чини, со тек на време пропушта и другиот и потоа кога ќе се јават болести и на срцето и на белите дробови, секоја прогресија понатамошно ги влошува двата органа истовремено. Оди и со промени во притисок, оди кај некои пациенти со слабокрвност, кај други пациенти со зголемен број на еритроцити, па една зголемена густина на крвта, склоност према тромбози, понатаму оди со склоност према и на мозочни удари, оди со почесто шеќерна болест кај пациентите, со тек на време се јавува и бубрежна слабост, значи буквално нема остеопороза, пациенти има со пад на телесна тежина, редукција на мускулна маса, други пациенти имаме кои што не се со зголемена телесна тежина, значи една комплетна шареноликост која што и поради тоа захтева да имаме еден и мултидисциплинарен пристап во третманот на самата болест. Така, значи не само компликации на белите дробови, туку и на останатите органи во нашето тело, да, поврзано едно со друго. Ќе почне од едно, па ќе заврши со сосема нешто трето или десето. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Се јавувам од Скопје. Така. Сопругот исто пред некое време имаше таков проблем, му најдоа белодробен ефизем на снитка. Пушаче долго време, пуши и сега е начин да ги откаже на цигарите. Дали влијае амбрелата, дали може да ја пуши или не, пошто не може да се откаже одеднаш или постепено да ги намали. А симптоми, истите симптоми, што ги кажува докторката, ги има сега што е тоа и пус на желудникот као некој гастритис му јавува. Имаме закажано компјутерска сега снимка. Дали е тоа се поврзано и на нозите му се јавуваат како некои модрици. Дали тоа е од вените нешто поврзано се, не е, кажува дека не е удрен, а има како флеки некои по нозите. Дали е тоа све и како е понатаму со лекувањето, пошто сега моментално е на сумамет, на антибиотик, што треба веќе да го заврши и да се јави пак кај докторкава Сузана. Така, доволно е ова, доктор Камилија? Препорака и совет што следно да направат? Самата пациентка си даде одговор на прашањето. Значи, причината е пушењето. Ако се сака да се стопира и да се зачува оној дел од белодробието кој што е здрав, треба да престане пациентот да пуши. Откажувањето од пушењето е многу тешка работа, бидејќи тоа е една хемиска зависност. Порано се мислеше дека е само психичка, но дефинитивно е хемиска зависност. Мозокот на пушачот е научен и го бара она количество на никотин кое што го консумира пациентот или пушачот. Откажувањето е тешко, но кога се работи за глава, секако нели тој процес треба да се издржи. На жалост, цели тимови работат за откажување од пушење, кај што треба да има и психолог, и психијатар, и социолог, и токсиколог, и пулмолог. Значи, цела една тимска работа, бидејќи тоа е сериозен проблем, меѓутоа и во моментот единствениот начин да се стопира или се остави болеста да напредува полека. Откажувањето дали нагло или ова не може. Студии се правени кај што е покажано дека ако пациентот престане
одма, има поголема шанса да се откаже од пушењето. Затоа што намалувањето на бројот на цигари е обично врзан со чувството на страв. Како поминува времето, тоа чувство на страв се намалува и, на жалост, пушачот повторно се враќа на цигарите, дури некој пат и повеќе отколку што пушал предходно. Постојат и оно што се знае е да прво кај пациентот треба да соработува, да биде упорен. Ние сме тука да помогнеме. Тој самиот да сака да го направи тоа, така? Они обично бараат пушачите, дајте ни нешто да ме натера да престанам да пушам. Постојат лекови, постојат суплементи на никотин, кои што ќе ви помогнат, ако имате желба да се откажете, да полесно ги поминете периодот на абстиненционална криза кој што ќе ви се јави. Абстиненција која што се јавува кога секој пат се работи за некоја болесна зависност. И тоа е нешто што е познато. Постојат и електронските цигари, за кои што би сакала исто да кажам 2-3 збора. И оно што прво и основно треба да се направи е да пациентот си направи, колку и да изгледа тоа смешно, да се направи една листа во кои ситуации пали цигара. Кога ќе си ставите на лист во кои ситуации најчесто посегнувате по цигарата, наредно е да ги избегнувате тие ситуации, да ги избегнувате бар во рок од 8 недели, затоа што се смета ако 8 недели успеете да издржите да не запалите цигара, голема е веројатноста дека тоа ќе го продолжите и понатаму. Обавезно на пациентот му се препорачува физичка активност, затоа што ако 20 минути издржите да не запалите цигара, вниманието со нешто друго да биде одвлечено, така кризата, плюс таа физичка активност ви дава лачење на серотонин и дава едно задоволство кое што е многу намалено кај пациент кој што се откажува или пушач кој што се откажува од цигарите, кој што може да биде и агресивен, и депресивен, тотално да го смени своето однесување затоа што е во абстиненционална криза. Кога пациентите, ќе им кажам да се откажат од пушење, ја често се смеам и викаат не е проблем, утре ќе фрлам цигарата. И ја им викам ајде да пробаме и да се кладиме. Ама дали навистина го прават тоа? Не, како вика Чарло, дека многу е лесно да се откажат од пушењето, јас се откажав 100 пати. Проблемот е што повторно се враќате. Нова, значи голема упорност, постојат и медикаменти кои што можат да ви помогнат да полесно ја пребродите кризата. Тоа е еден лек, Зибам, кој што е регистриран на жалост не во нашата земја, кој има во околните земји, кој во основа е антидепресив и кога за прв пат во Америка се забележало дека кога ги лечале пациентите со овој лек ради депресија, дека пациентите кои што пушале ги оставаат цигарите. Е добар лек кој што помага да ви подпомага да полесно го поминете периодот од 8 недели, но не е тој кој што ќе ги реши работите наместо нас. Значи, мора волја, мора желба. Повторно сам човек треба да одлучи да го остави, посебно во ситуации каде што здравјето е во прашање, така каде што навистина е мора. Значи, овде не збориме само за здравје, него збориме за некој кој што не убава по полека. Или, ако е срцето зафатено, може и да биде причина за една смрт која што може брзо, или ако пациентот има аритмија, што се е врзано пак со ова болест. По однос на електронските цигари, тука се уште не е дефинитивно колку е нивната полезност. Гледам многу народ посегнуваат по електронските цигари, ставовите се многу поделени. Ја би сакала тука да напоменам дека со големо внимание треба да се препорачуваат, заради тоа што ние немаме повратни информации кои штетни се ефекти можеме да ги очекуваме на подолг период. И во електронската цигара имаме никотин, имаме субстанции кои што се канцерогени и има еден голем проблем, например во Англија многу млади луѓе, тинејџери посегнуваат ради имиџот кој што го дава и изгледот футуристички на електронската цигара, посегнуваат по нив, а после тоа продолжуваат и кои што не биле пушачи. Да, бидејќи не се одвикнуваат на тој начин, така? Почнуваат, значи, со електронска цигара и одат на електронска цигара, има оправдање ако е некој решен да се откажи во еден краток временски период да оди на електронска цигара и да после дефинитивно се откажа. Но се случува да пушачи пушат и цигари
и електронска цигара. Така. И апсолутно со Веројатно големо на места каде што е внимание забрането препорак. цигари да се пушат, ја имаат електронската така цигара. меѓутоа Онаму каде и што во- може да пушат цигари се враќаат повторно на нив. И тука не можеме да кажеме едното е поштетно, другото не е толку штетно или здраво и нездраво, така? Во моментот се смета дека здрава цигара нема. Да. Тоа е дефинитивно. Значи, здрава е она која што не ја пушите. Таа е здрава цигара. А електронската има само никотин, например, но има канцерогени, не толку колку што може би правата цигара, пошто огромни се тие цифри на канцерогени материи. Значи 100 канцерогени материи имате во една цигара и 900 потенцијални канцерогени. Значи, друго, таа цигара нема орган кој што не го упропастува и уште што е полошо, нашиот организам не заборава. Прашање е времето кога ќе се јави некое несакано дејство од тоа што сме пушала. И тоа е нешто што секој треба да го има кога ќе запали цигарата или ќе види некој близок, да го помисли прво тоа. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден и за вас, повеете. Добар ден. Вака, моето прашање е, значи, дали пред 5-6 години со пулмонална емболија се пијат апчиња по шема. Сега пред 3 години се престанати. Дали треба, значи, пациент со пулмонална емболија да ги пие цел живот тие апчиња или постои период кога се прекинува таа терапија и нема никакви последици? И ме интересира, значи, возрастни лица што не може да го искрват секретот, слајмот при бронхитис, на кој начин може тоа? Добро. Тромбемболијата е посебно заболување, но има допирни точки со хроничната обструктивна белодробна болест, бидејќи пациентите кои што имаат ова болест имаат изголемена коагулабилност на крвта, па често пати влошувањето на болеста е условено од една тромбемболија. По правило, за тромбемболија лековите се пијат година дена од настанот на тромбемболија, но кај некои луѓе, ако постои вродена коагулабилност големена, се наметнува потреба и да биде и доживотно. Значи, јас сега нема да можам да дадам конкретно дефинитивен одговор, пошто не знам дали е тоа со вродена некоја коагулопатија или стигната состојба, или е само инцидентна, меѓутоа, уште една напомена, самиот организам ги разбива тромбите, а пиењето на антикоагулантната терапија после еден тромбемболичен настан е за да се превенира понатаму создавање, значи нова можност да во наредната година вие добиете повторно тромбемболија. Е голема област која што е многу сериозна и уште една работа, појавата на тромбемболијата некој пат може да биде признак и на друго заболување. Поготово ние сме со голема предострожност и се испитуваат и дополнителни испитувања се прават кога ќе видиме кај млад човек појавен на тромбемболија, а во моментот ние гледаме причина зошто тоа би настанало. Сето што може да биде и предсказател на некое заболување, друго сериозно кој може да се јави по 6 месеци, година или 2 или повеќе. Значи, си е една сериозна работа и обавезно година дена, а за повеќе ќе зависи од самиот пациент. И редовни контроли, бидејќи пред 3 години, нели, како што спомена гледачката, времени контроли, значи да не се остава повторно состојбата така, нешто поминало во моментот, да не забораваме повторно да се навратиме и да провериме каква е состојбата. Што било причината да се јави тромбемболијата, поднос на второто прашање за искашлување. Најдобро средство за искашлување е правилна хидратација на секој од нас. Значи, и да не се брза, имам шлаем и сега одма постигнувам посредство за искашлување. Не, значи, вие ако кашлата и ако земете средство за искашлување, сите оние кои што имаме секојдневни реклами или за кои што ви се препорачуваат од нас, треба да знаат дека такво средство за искашлување тера повеќе на кашлица. Затоа што кога тие средства во основа повлекуваат течност, го разводнуваат секретот и кога ќе се разводни тој секрет, постојат рецептори во нашите дишни патишта кои што се дразнат со самиот секрет и ние кашламе. Значи, ако кашлате, онда и ако земете овакво средство ќе кашлате уште повеќе, треба време за да искашлате, а за да прво си помогнете треба доволен внес на течности. И тоа е првата работа.
кај луѓе кои што имаат ослабен рефлекс на кашлање, кои што имаат мускулна слабост од други заболувања, невромускуларни или повозрасен пациент или пациент кој што е многу слаб, тогаш постојат специјални, значи се прават аспирации, се прават значи дренажни позиции на пациентот, па со физикална терапија, коф асистори имаме специјални, но кај човек кој што може сам да кашла, кој што ќе се рехидрира, правилно средство за искашлување не му треба. Така. Доктор Камелија, и праксата и секојдневието покажуваат дека голем дел од луѓето и не се свесни и не знаат дека имаат ХОП. Не ги препознале навреме симптомите, тие си траат со години или извесен период. И затоа велиме дека е многу важно рано да се препознаат. Што кога веќе ќе се дојде на лекари на преглед? Кој е првичното и основното нешто со кое што се почнува како преглед? Секој пат е прва анамнеза. Или зимате податоци зашо дошол пациентот, што му прави мака. Наредно, значи, ако е прво доаѓање и ако е една хронична кашлица повеќе од 2 месеца, обавезно се прави рентгенска снимка, основно со тоа, и наредно е спирометриско исследување, како едно скрининг орудие. Спирометријата е метода кај што вие дувате во еден апарат, кој што овозможува да се измерат вашите капацитети, значи волуменот на воздух кој што го внесувате или издувувате, значи определени параметри во основа на кои ние може да кажеме дали пациентот има некое обструктивно заболување. Обструктивно значи стеснување на дишни патишта кои што довеле да се намали тоа количество на воздух кој што пациентот го дува или го вдишува или го издишува, и потоа се прават дополнителни исследувања за да видиме и во самите тие спирометриски анализи дали е таа обструкција, значи тоа стеснување, реверзивилно или е дефинитивно. А ако е реверзибилно, тогаш се доиследува пациентот за астма, пошто и астмата е болест која оди нели со кашлица, свирење во градите. А ако е иреверзибилно, тогаш пак пациентот повеќе ни одговара за една хронична обструктивна белодробна болест. Тоа се основните работи кои што се прават за еден пациент. Од кога пациентот ќе кажеме дека има хронична обструктивна белодробна болест, правиме фенотипизација. Тоа е многу битно. Тоа е оно што го спомнав, дека една иста болест ХОП може кај различни луѓе различно да се манифестира, иако е исто заболување. И во зависност од таа фенотипизација, значи имаме пациент дали доминираат симптоми повеќе на хроничен бронхит, дали доминираат повеќе симптоми на емфизем, дали пациентот не е фреквентен екзацербатор, тоа значи да често има влошување на болеста, бидејќи болеста има еден стадиум, еден дел кога е во стабилна состојба и дел кога се влошува. Имаме пациенти, ако се влошуваат повеќе од 2 до 3 пати во годината, тоа се веќе фреквентни екзацербатори. Имаме посебно пациенти кои што истовремено имаат знаци и за астма и за ХОП. Има пациенти кои што значи имаат различна и тежина, значи на самата болест, може да бидат лесни, средно тешки и многу тешки, и сето тоа кога ќе се сумира на крај, секако со карактеристиките индивидуални на пациентот, се прави одредување на терапискиот пристап на пациентот. Значи, иако ние работиме сите по светски гайдлайнсите не се само насоки како во еден основен костур би требало да се лекува тоа заболување. Но за секој пациент постои индивидуален, персонален третман. Затоа што ми одговара на мене, не одговара на друг пациент, и затоа во тој прв дел бара една поголема соработка и трпение од пациентот, додека не видам што е зададениот пациент најсоодветно како терапија. Така и насоките понатаму, нели, и третманот и рехабилитацијата, која што е многу важна за да не се докомплицира така понатаму состојбата или пак да се одржува во некакво ниво колку што може. Така.
Прво е Така. откажувањето од цигарета, ако е хемикалија, заштита на работно место или промена на горива во домашни услови. Повторно начин на исхрана, значи новите студии покажуваат дека оние луѓе кои што внесуваат помалку влакна, значи тие фибри што ги слушаме и читаме, дека се подложни на респираторни заболувања, како и астма, така и ХОП. Значи за нормално да ги заштитиме нашите бели дробови, тоа е нешто што секој од нас може да го прави, е за жена да внесува 25 грама на ден фибри, а за маж 35. Само неколку милиграма да фалат во исхраната, веќе си даваме една можност да бидеме еден кандидат за некој хронично респираторно заболување. Да не зборам за алергии и за други работи. Друго што е многу битно, свеста наша да порасне за тоа аерозагадување, бидејќи ние сите живееме во овој воздух, никој од нас не е поштеден утре, дека нема да добие белодробно заболување, иако тоа ни е на се уште многу ниско ниво. Да, велиме изборуваме да ги заштитиме нашите бели дробови. Дали белите дробови на градот Скопје се здрави? Еве конкретно за Скопје велиме, да. Имаме ние преубави места во Македонија, ама не можеме секогаш нели да влеземе во автомобил и да одиме таму и краткотрајно ќе биде. Имаме нешто што ни е многу блиску. Точно, тоа е водно. Сакаме и треба да го користиме. Тоа е водно. Значи, точно го погодивте човекот. Јас сум залюбена во водно, рекреативен, да кажам, планинар поднаводници. Ретко кој европски град може да се пофали со планина која што е достапна за рекреација во самиот град. Значи, ако белите дробови за Виена се Хинцинг, тоа е водно за нас. И многу сум разочарана што да кажам, нели, под наводници градските татковци не прават ништо да тоа водно заживее и да биде очувано како наследство за сите оние генерации што доаѓаат позади нас. Правењето на жичара, крстови и други работи е еден украс. Меѓутоа, ако една жена има немиена коса и не била на фризер 6 месеци и вие ставите диадема, тоа на ништо не изгледа. Исто и со водно. Значи, таму се ентузијасти луѓе кои што го расчистуваат, таму се планинарите кои што ги одбележуваат тие патеки, но на жалост, јас последните 2-3 години, на жалост, не сум видела да нешто е направено на стаза, таму кај што ги наоѓате тие гранки, суви и се, затоа имаме и пожари и несакани во летно време случаи, се на исто место со месеци и години. Значи, мора да се разбере дека водно е нашата градска плуќа. Затоа што, од друга страна, сите дрвови кои што беа во градот ги се исечени веќе. Значи, ни остануваат градскиот парк и ни останува водно. И тоа е нешто што мора да го зачуваме. Така. За да можеме на тој начин да мислиме и да се грижиме и за собственото здравје, кога ќе го имаме онака како што треба, како што ни го дала природата, нели да уживаме во сето тоа. При крај сме на емисијата, само уште едно јавување и еден гледач, да го слушнеме и неговото прашање. Добар ден, повелете. Ало? Така. Да, Јас повелете, да. Почекавте можеби малку повеќе, ама беше добро да се слушне сето ова, нели? Нема проблем. Да, повелете, ве слушаме. Јас сум на возраст од 71 година. Како 81, така рековте? 71. 71, добро, извинете. Како млада на моја 35 годишна возраст бев болна од бронхијална астма. Се лекував еден период, па ми дојде подобро, па прекинував, па почнував, па после едно 20 години сигурно дека ништо не сум се лекувала, него со тие природни лекови на база на билки, чаеви, кромиди, тие работи. Сега, пред година и пол ме фати некое крчење во градите, без кашлање, без ништо, само како дишам, оно само крчи. Да не заборавам да напоменам дека сум пушач 50 години. Од млада пушам. И пред година и пол јас ги оставив цигарите. Осетив дека нешто не е во ред со плуќата моја, почнав помалку и требаше да одам на операција. Вечерта запалив цигара и сабајлето секако наредниот ден не станувам. Се исплашивте, ве фати паника и рековте толку е, така? Си реков толку е. Но да ви кажам дека јас кај одев и ден денеска јас дома имам неотворена кутија цигари и упалјач. Мене ми се задоволни очите кога гледам дека имам.
а никој пат не посегнувам да пружам рака да запалам. Така, да. Добро, вака, ќе ни го кажете името и презимето, бидејќи вам ви го доделуваме комплексот за убавина и здравје, течниот колаген, кој што содржи хиалуронска киселина, витамин А, витамин С, цинк и Б комплекс, кои што се мощно значени за здравјето на кожата, за сврзното ткиво, ја намалува болката во зглобовите, тетивите, лигаментите и ја подобрува подвижноста со користењето на течниот колаген, чија што предност е, бидејќи е во течна состојба па полесно се апсорбира и во организмот, ќе си обезбедите квалитет и баланс на вашето живење, секојдневно живење, односно ќе се грижите за здравјето и убавината и однадвор и однатре. Името и презимето само ќе ни го кажете? Да, Танасковиќ Славјанка. Славјанка Танасковиќ, Фармаген и Визита ви го доделуваат овој течен колаген, односно комплекс за убавина и здравје. Во режијата ќе ви ги кажа дополнителните информации, а ние сега да ви го дадеме советот и препораката врз основа на она што ни го кажа гледачката. Прво, пациент кога има астма, астмата останува до крај на живот. Терапијата за астма се прима и кога пациентот не е добар, но и пациентот кога е добар, за да се овозможи да дишните патишта стареат исто како на некој кој што нема астма. Прва грешка е што е прекинато со терапијата, освен ако доктор не кажал да се прекине со редовната терапија, што во денешно време се знае дека исклучително ретко се пациенти за кои што по потреба се дава терапија за астма. Втора грешка е што, значи, бидејќи астмата е воспалително заболување, е пушењето. Значи, кога на сите нас плуќата ни старее со годините, ни паѓа белодробната функција, кај пациент кој што е астматичар, поготово не третиран, значи, господјата се примала лекови, па престанала, затоа што и дошло подобро, но болеста си работи и кога пациентот се осеќа добар. На сето тоа, значи, кај астматичарот паѓа белодробната функција, ако не е под контрола на медикаменти, паѓа белодробната функција брзо. И ако на тоа се додаде дека пациентката е 50 годишно пушачки стаж. 70 години се откажала од цигарите. Не, ама колку што разбрав, 50 години пушала, ако разбрав добро. Сега има 71, а пред една година се откажала од цигарите. Но 50 години тоа е такако сериозен пушачки стаж, значи имате уште еден многу сериозен фактор да, значи, таа белодробна функција биде многу лоша. Ова што сега крчат градите е цехот на тоа што нашата, на жалост, пациентка го направила. Добро е што се откажала од цигарите, но обавезно да се јави кај пулмолог за да се види реално во моментот каква е состојбата, што може да се направи и какви лекарства, за да 71 година не е веќе старост. Тоа е возраст кој што ако некој води сметка за себе и такако има уште години пред себе. Така, да. Она што треба да го направи е да си направи преглед за да се види зошто се појавиле таквите симптоми. Тука ја завршуваме денешната визита. Ви благодарам многу што ни бевте денеска. Ви благодарам и јас. Да.